Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски обвинува дека градот Скопје под раководство на градоначалничката Данила Арсовска не си ги исполнува своите основни работни обврски и утрово ѓубрето не е исчистено од улиците на Центар под чија надлежност е градот. Бара митно денеска градот Скопје да си ја заврши својата работа и да го исчисти ѓубрето во Центар, каде што градот и градоначалничката Данила Арсовска се надлежни. Недозволиво е Центарот на Скопје да изгледа вака. Јавните површини се акумулирани со ѓубре кое што не само што го загрозува здравието на граѓаните, туку ја нарушува и животната средина. Апелирам до Арсовска и градската администрација веднаш да се фатат за работа и да ги исчистат улиците во Центар за кои самите се надлежни. Неопходно е веднаш да се интервенира и да се осигура чистотата на улиците, алармира Герасимовски. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар информираше дека во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 20 до 26 јануари со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 122 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, велат од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски денеска изврши увид во градежните активности во Централното основно училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски во Ѓорче Петров, каде се изведува целосна промена на подовите на површина од 270 метри квадратни, како и замена на оштетените внатрешни врати. Овие активности се дел од нашата посветеност за модернизација на образовната инфраструктура. Со овие инвестиции се грижиме да обезбедиме современи и безбедни услови за учење. Ова не се само градежни зафати, туку вложување во иднината на нашите деца и нивниот квалитет на образование. Нашата цел е да обезбедиме простор каде што децата ќе можат да учат и растат во најдобри услови, истакна Стојковски. Во истото училиште општина Ѓорче Петров неодамна заврши два големи инфраструктурни проекти за подобрување на условите за физичко образование и спорт, реконструкција на игралиштето за фудбална трева, како и за баскет на тартан подлога. Вчера во 18 часот во полициска станица било пријавено дека на локалниот пат Скопје Средноводно се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Ауди со скопски регистарски ознаки, управувано од 60-годишниот СБ и патничко возило Цитроен со скопски регистарски ознаки, управувани од лицето ВЈ 34 години и двајцата од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот ВЈ, а со телесни повреди се здобиле неговите сопатнички, 34 годишното лице МК и 6-месечно бебе, како и возачот СБ и неговите сопатници, сите од Скопје, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза и градската општа болница Свети Наум Охридски. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Во текот на изминатиот викенд, екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнале и транспортирале приближно 50 кубни метри отпад од повеќе диви депонии, лоцирани во скопските општини Чаир и Карпош. Во општината Чаир е интервенирано на улицата Славе Планина во непосредна близина на скопското теќе, каде што се подигнати 15 кубни метри отпад од картонски пакувања, одложени на јавна површина. Приближно 10 кубни метри, претежно мешан комунален отпад е отстранет од сообраќајна површина на улицата Самоилова. Расчистени се неколку помали диви депонии, составени од кабаст и градежен отпад, лоцирани на улицата Цветан Димов. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје за време на викендот отстранија и 10 кубни метри непрописно одложен отпад од картонски пакувања во близина на арената Борис Трајковски, информираат од Комунална хигиена.
Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски утрово присуствуваше на класен час во општинското основно училиште Коле Неделковски, каде што се водеше дискусија со учениците за важни теми како што се врсничко насилство, булинг и ментално здравје. Посетата на Герасимовски беше во рамки на препораките кои што неудобно беа прифатени од сите основни училишта во Центар за поквалитетна настава во образовниот процес, што вклучува забрана за употреба на мобилни телефони на учениците за време на наставата. Ваквите разговори ќе помогнат да се препознаат знаците на насилство, особено меѓу децата, како да се справуваат со стресот и емоционалните проблеми, но и како да им помогнат на своите другарчиња со ученици. Врсничкото насилство и проблемите со менталното здравје не смееме да ги занемариме, затоа што кога учениците се чувствуваат под притисок, било да се работи за вербално или физичко насилство или пак за лични емоционални предизвици, тоа може сериозно да влијае врз нивното учење. Мораме да им овозможиме безбедна средина каде што ќе растат здраво и среќно. Ги повикувам сите општини во државата да го следат овој пример, да создадеме училишни простории каде што децата меѓу себе ќе се поддржуваат и помагаат, а ние ќе бидеме сигурни дека сме ги стуркале на вистинскиот пат, низ вредностите на почитување, емпатија и поддршка, истакна Герасимовски. Таму е Скопје, град мој љубав лише.